Пролета е време кога се буди, а заедно со неа и змиите. И како и секоја пролет, социјалните медиуми мрежи се преполни со фотографии од змии, особено во градовите. Дали има простор за паника или пак е доволно да се едуцираме и да се подготвиме? Затоа ова утро го поканивме овде како наш гостин Боголјуб Стеријовски од Македонското еколошко друштво. Го поканивме како експерт за змии. Боголјуб, добро утро. Добро утро и на вас и на гледачите на Добро утро секој утро. Боголјуб, вие сега поинако гледате на змиите од нас, но никому не му е пријатно кој ќе се сретне со змија. Убаво никој ќе видиме веверичка, еже, желка, на змија никој не се радува. И затоа да ги погледнеме змиите малку од ваша гледна точка, преку вашите очи. Како вие гледате на нив? Многу често говорам дека змиите се неразбрани суштества, односно стереотипноста дека луѓето се плашат од змии и секогаш тие представуваат нешто страшно, владее кај луѓето. Тоа е поттикнато од многу урбани митови, реални митови. Меѓутоа, еве, змиите во Македонија воопшто не се страшни, а потврда за тоа е мојата 23 годишна работа со нив. Во нашата земја имаме 5 змии кои се отровни, од кои една навистина треба да се внимаваме кога е во наша близина, односно ако видиме да ја заобиколиме во широк круг. Сите останати 11 видови на змии се потполно безопасни за човекот. Кога зборуваме за плашливост, дали е точно тоа, сега рековте митови, легенди, да расчистиме некои од нив, дека всушност змиите биле поплашливи од нас? Секогаш така. Секогаш така. Буквално нема суштество што не се плаши од човекот во денешните околности. И ние се плашиме од човекот. Со ова темпо на освојување дури и на дивината, навистина имаат и зошто животните да се плашат. Змиите се таму, тие се во својот дом. И често луѓето забораваат дека ние одиме кај нив дома, не тие кај нас. Меѓутоа, понекогаш се случува да се појават и во урбаните средини, што е малку чудно за наши услови. Убаво, добар вовед направивте дека тие се будат со пролете и вистина е така, бидејќи мора да презимат во така наречениот зимски сон или хибернација. Се пикаат во подземјата со доаѓањето на пролета, која ќе имаме во текот на една недела последователни нокни температури повисоки од 8 степени, тоа е нивниот механизам за да се разбудат и да почнат да излегуваат. Кога ќе излезат, прво нешто што прават, кога ќе спиете 6 месеци, 7, што правите? Кога станете сте гладен. Тие почнуваат да се подготвуваат за процесот на репродукција преку интензивно хранење. И тоа е работа што тоа е нивна работа каде што фреквенцијата на појавност е поголема и затоа ние сега ги приметуваме повеќе во природата. Ајде сега на што го споменавте веќе, колку видови отровни, да почнеме од отровните змии кај нас постојат. Или ајде прво колку воопшто видови? 16 видови на змии се регистрирани во нашата земја, од кои 5 се отровни. Јас само 3 најдов. Од тие 3 се од родот випера. Тоа е поскокот кој е со најпотентен отров и навистина може да направи сериозни проблеми на човековото здравје доколку бидеш касно. Што значи од отровните најотровна е поскокот, така може лаички да се каже? Најотровна, најпотентен отров има. Најголеми проблеми може да предизвика тој. Најсмртоносна, така може да се... Па да, во една известна нера, во наши услови. Значи, далеку од тоа дека ние имаме змии како што се во некои други тропски земји, каде што навистина минутите ви се изброени. Овдека кај нас поскокот е нашата ајде условно ќе речеме опасна змија, ама тоа е секогаш ситуација кога тој го прави во самоодбрана и секој ќе ве касне имате да речеме доволно време да побарате најблизок медицински центар каде што медицинско лице ќе го третира коснувањето. Што значи доволно време? Доволно време значи дека за една возрастна единка од 80 на 90 килограми потребни се да речеме има она што ќе кажам јас има време 4 до 5 часа
за да откако ќе биде аплициран серумот од страна на медицински лица, да нема никакви проблеми посвестум, значи откако ќе се третира. Добро, 4-5 часа за Македонија сосема доволно време. Апсолутно, апсолутно. Да се стигне до првото населено место каде што имало. Но ова рековте за возрастна личност, за деца? Децата и возрастните, се мисли постарите личности се по во таа така наречена ризична група, бидејќи нивните организми, самата она маса на тело е помала, нивниот црн дроб не може да поднесе толку голема интоксикација и затоа треба да се реагира поскоро кај нив. Значи, во секој случај, без оглед на тоа дали сте возрасен, дете или постара личност, доколку бивате каснати од поскок, тоа е ситуација која треба да ве алармира. Прво треба да му дадете прва помош на тој што е каснат, да биде целосно смирен, да се направи мобилизација, да речеме ако е во прашање екстремитет или рака, нога или рака, и да се побара најблискиот медицински центар. Нашата земја е опремена со серуми, така да може веднаш да го добие соодветниот третман. Како изгледа поскокот? Како веднаш да го препознаеме дека станува збор токму за таа змија? Тоа има една Што се разликува? Карактеристична глава со рокче на врвот од носот. И тоа е единствената змија таква кај нас, впрочем и во Европа, и не можете да го промашите во однос на... Би сакале да го промашиме или тој да не промаши нас? Во однос на детерминација да го одредите. Тој е змија која не расте повеќе од 80 сантиметри. Неговата стратегија во насока кога се приближува опасност, вклучувајќи го човекот, се за него опасност, тој се притајува, значи не движи. Што не е стратегија за речеме на смоковите, тие кога ќе приближите кај нив, тие бегаат експлозивно. Смоковите се притајуваат, има дистинктивна шара, меѓутоа таа кога е во услови на трева, гранки, апсолутно му дава совршена камуфлажа да биде тешко приметлив. Само луѓе професионалци кои работат со змии можат многу лесно да ги воочат кога тие се кријат. Меѓутоа, секои дневни посетители во природата, тоа тешко може да го направат, но понекогаш се случува да излезат и на патеки, сака да поминат, бидејќи да не заборават фотографии. Да. Змиите секогаш се интересираат за тоа каде е изворот на храна. Значи, никогаш немаат никаква тенденција поинаква, освен храна. И затоа движат, понекогаш можеме да ги сретнеме дури и во урбаните средини, но не поскокот само да посочам. Тоа сакав да прашам, затоа што исто една од информациите дека поскокот живее само до 500 надморска височина, дека заради тоа го имало токму во повеќе. Не баш. Значи најотровната змија ја немаме во градовите. Во урбаните средини не. Добро. Периферните средини на урбаните, значи периферијата на градот Скопје, да, посекако. Меѓутоа, она што можеме најчесто да го видиме во урбаниот дел од градот се змии кои припаѓаат на групата популарно наречена смокови. И вообичаено тоа се водни змии кои се можат да се најдат во близина на кеот на Вардар и во градскиот парк. Сум имал, ова ви кажувам од разни случаи што сум ги имал досега. И во оние периферни делови од градот се појавуваат, може да се појави жолт смок, ждрепка, тоа се видови на смокови. Дали постојат кај нас опасни змии кои не се отровни? Сега гледаме по филмови, нели може да те задави некоја. Кај нас само отровните се. Немаме анаконди и питони, тоа е резервирано за други делови од светот, немаме. Значи најголемиот смок кај нас, ждрепката е, да речеме, расте до кај 2 метра должина, меѓутоа апсолутно не може да ве задави. Впрочем, таа кој ќе ви види ќе избега, за разлика од сето оно што гледаме од филмовите за некои такви удави. Немаме ние такви змии кои потенцијално може да бидат опасни за човекот, како што е, да речеме, афричкиот каменест питон или анакондата што ја споменавте, или мрежестиот питон. Тоа се змии кои се во своите димензии импозантни и доволно јаки да совладаат дури човек. Блиц прашање уште само за тој антисерум против отров. Така? Дали треба да се носи со себе или пак тој бара некоја одредена температура?
серумот кој кај нас го има е термолабилен, се мисли дека треба да се чува во фриждер или ако е во кристална форма, стои во шишенце. Но тоа не е толку да речам тема за разговор за серумот. Серумот не смеете и да го имате да го вбризгате сам. Зошто? Заради тоа што не знаеме ние дали можеме да бидеме алергични на тој серум или не. Да не се Тој експериментира, серум е значи. вообичаено добиен од коњска крв. 50-50 се шансите дека вие можете да бидете алергичен или не. Затоа, споменав и на почетокот, се бара помош од медицинско лице. Во медицински установи каснувањата на змии се третираат што луѓето ќе ви аплицираат серум во многу мала доза. Ако се појави алергиска реакција, тогаш терапијата е малку поинаква, со антихистаминици серумска терапија не примате во тој случај. Но дополнително медицинските лица се обучени што да прават во услови на така наречен анафилактичен шок. Односно, ако вие имате бурна реакција од серумот, мора да има медицинско лице затоа што тогаш сте во живото загрозувачка состојба и мора медицинско лице да што е обучено за такво нешто да биде близу вас. Иначе попрво ќе умрете од серумот неголи од самиот отров. Што значи ич да не се размислува на таа тема. Не, значи тоа ни подразно да изиграваме доктори сами од себе, не доаѓа во предвид цицање на раничката, не доаѓа во предвид пиење на премногу течности, се пие многу малку по една голтка да речеме вода, колку да не ви се суши устата, бидејќи замислете ситуацијата кога ќе бидете каснат од змија и кога веќе ќе се појави првиот оток, вие знаете дека сте интоксициран, веќе самиот страв прави да имаме забрзана циркулација на крвта. А тоа е она што не сме, затоа што уште повеќе се шири отровот, така? Значи, и не сме да се трча, колку што разбрав ништо. Не, значи во најсмирена варијанта. А што е најтешко да си најсмирен тогаш, нели? Знаете што, размислете вака дека се што може да ви помогне да бидете смирен. Тоа е првата превенција за себе самиот, а сето останато е ако имате прилика, ако не сте сам, а имате прилика, побарете помош од било кој. Јас сум убеден дека било кој ќе може да ви помогне да ве однесе до Вас некогаш ви има касната змија? Не сум имал. И да не ве касна. Не, тоа многу пати ме прашуват. Секогаш превенцијата е најдобрата заштита, па така и ние херпетолозите гледаме да бидеме заштитени преку внимателна работа. Боголюб, многу ви благодарам на ова ваше гостување.